доктор Вело Марковски пред 2 години, точно 2 години и 8 дена, на 20 март 2020 година беше во ова студио. Станува за збор за милиони и милиони прегледи, и тоа не само во Македонија, туку и во регионот. Таа емисија беше преведувана на српски, на хрватски јазик, и тамо доби голем број на позитивни коментари. 2 години подоцна вирусот и понатаму е тука, присутен, го има насекаде околу нас, иако повторно заради, можеби заради војната во Украина и пред се заради тоа, медиумите го тргнаа настрана, меѓутоа и тоа како е присутен, и сега веќе разговараме, децата од во училиште. Нормално се е отворено, се е на свое место како што и некогаш било, се чини дека сте биле во право. Кога се сомневавте пред 2 години? Не, јас не се сомневав, јас бев сигурен дека не може, значи на горно неколку пати и после тоа кажав дека не може да се прави карантин или не може да се запре горно респираторна инфекција. Значи такви мерки карантински, ние ако се сеќавате во почетокот беше кажано на 6 случаи дневно и на вкупно некаде 70 случаи ние направивме вонредна состојба. Значи ние пробувавме да се затвориме и никој да не се разболе, што беше многу погрешно, бидејќи горно респираторна инфекција не може да се задржи. Понатаму, значи, сето тоа затварање не даде резултат. Проценките беа на комисијата дека ние најмногу 2000, нели, ако се сеќавате, се спомнеше дека најмногу 2000 луѓе ќе се разболат и сите заложби беа кон тоа да не дозволиме повеќе од 2000 луѓе да се разболат. Но вие рековте дека тоа не може да биде, да излегуваат стотици илјади. Да. Ние имаме 14.000 починати. Веќе кажавме, овие епидемии со корона годишно во минатите 40-50 години се помеѓу 5 и 35%. Па вкупните директни трошкови за ова пандемија беа по околу 15.000 милиарди долари годишно. Директните, индиректните, мислам дека не може никој да ги израчуна. Дури мислам дека нашата Македонија потроши над милиарда и пол евра во однос на оваа пандемија, кој секако веројатно можеше дел од тие средства да се вложат и во истражување и во проверување на ставовите на моите или на некои од колеги кои беа сепак можеби различни од повеќето, меѓутоа во науката вие не можете да правите лицитација. Така, науката е сомнеш, зар не? Тој што си го знае, тоа си го кажува и тоа барем можеше и да се провери. Како и да е, јас не гледам сериозно објаснување и на патогенезата и на овие компликации што кажувам, значи до сега е невидено во медицината. Ние сме имале нови болести. Ова се рачуна дека е само мутација, не е нова болест. Да, значи сме имале сосема нови болести и легионела и не знам и коксиелата кјутреска и хив инфекцијата и нови хеморагични трески, па дури една ебола која беше голема непознаница, меѓутоа се најде нели дека е лилјакот извор на зарази и така натаму. И тука мислам дека уште поголема како да кажам, жалоста што изгубивме многу луѓе затоа што бактеријските пневмонии, ако се со голема смртност, меѓутоа сепак можевме поуспешно да ги лекуваме, бидејќи од прилика знаеме кои се причинителите. И тука имаме низа грешки кои ги правевме доктринарни во однос на ставовите. За мене беа изненадување зошто не се почитува некои дури и основни начела во медицината дека на вирус не се дава антибиотик. Постои ли сега тоа во овој момент, бидејќи ме збунувате огромен број трудови, а од друга страна ние немаме практично, како што велите, нешто сублимирано, нешто во стеснети рамки, кое што ќе објасни точно работата со COVID-19? Збунет сум веројатно јас. Значи, светот е организиран да постои една организација која се вика Светска здравствена организација, која се плаќа од Обединетите нации с огромни средства, која треба да има голем број на експерти, кои треба да пратат, кои се наменети за вакви ситуации, кои треба да водат. Така веруваме. И така и беше, значи ние имаме многу болести, не е само короната, имавме да речеме вариола вера, ерадицирана полиомиелитис, дифтерија и така натаму, сето тоа се заслуги на Светска здравствена организација. Меѓутоа некаде од 2009 година од тој
таа пандемија прогласување со свинскиот грип, по мене Светска здравствена организација не е веќе тоа што беше. Значи, они се тие што треба точно да ги издвојат кои ставови се и сега јас не сакам да дури на крај, дури некои ставови Светска здравствена организација кажуваше дека воопшто не треба да се оди со трета, четврта доза вакцина, меѓутоа во светот се дава. Значи, веќе и нив никој не ги слушаше, бидејќи претходно они имаа неколку големи грешки. Значи, една од најголемите грешки што они прокламира, имаат рекламни спотови направени каде што бараат државите да набавуваат што повеќе респиратори, да се помогнат неразвиените кои не можат да купат, да им се донираат респиратори. Тоа е една од најголемите грешки, бидејќи евидентно е, нели, јас тоа што го викам многу рано, меѓутоа веќе после 2-3 месеци стана јасно во светот, барем најголемите број од државите веќе прекина да ги ставаат на респиратори, па дури мислам дека и кај нас клиниката, инфективната клиника послуша, остана уште неколку месеци. И вториот голем гаф на Светска здравствена организација беше која кажуваше дека прележаните треба да се вакцинираат. Значи, тоа е спротивно со науката, со сите сознанија. Значи, тој што прележал било која болест е идеално имунизиран во следниот период. Значи, но тоа остана како правило и многу луѓе се имунизира втор пат, и трет пат. Иако прележале. И не се тестира. Дури ја имам луѓе кои ми се обратија за совет, кои имаат 17.000 антитела, да речеме, мерни единици и добива покана, треба да се вакцинира повторно. Значи, голема грешка. Тие што беа вакцинирани при втората, третата доза мора да бидат тестирани. Значи, некој што има огромно ниво на антитела, па да не зборуваме за трета и четврта доза. Од друга страна, не знам колку е јасно, меѓутоа, да речеме, за грипот секоја година се менува составот на вакцината во однос на мутацијата, ако мутирал, нели? Таа ситна варијанта. Оваа вакцина мутираше оваа болест? Оваа мутираше веќе 4 пати. Не може сега со сојот кој одиме од основниот сој, нели, изолиран, нели, во Кина, тоа е составот на сите вакцини, нели, со тој Ес-шилец, да се оди до крај, значи и да се рекламира и да се бара да примаат луѓе таква вакцина, кога евидентно и бројките покажуваат, да речеме, еден Израел со 9 милиони жители има над 66% вакцинирани, има 18 милиони дози изнапримено, а има околу 4 милиони разболени. Значи, самите производители, Pfizer, кажуваат дека ако се побара од нив, они ќе направат вакцина за омикрон сојот за неколку месеци. Значи, јасно е дека е голема веќе мутација и дека оваа вакцина кон оваа варијанта, иако да речеме сега овој омикрон варијантата генерално има околу, во најголемиот дел од државите има помеѓу 0,3 и 0,6% смртност, значи многу сликата. Па, и тоа е многу за корона, меѓутоа сепак е многу од претходните 3%, значи 6 до 7 пати помала смртност. Да речеме, ние една Словенија сега има околу 970 илјади, значи половина Словенија веќе е прележана, а има примерно 3 милиони дози вакцини. Значи, евидентно е дека вакцината не делувала. Они примиле 3 милиони од 2 милиони 200 се комплетно вакцинирани и меѓутоа пак за стреќа од овие 300-400 илјади сега фактички од омикрон, зборуваме од 1 декември, негде мислам дека крај на ноември 26 го првата регистрација на омикрон, и ако земеме анализата од 1 декември до 21 март, значи од прилика околу 4 месеци, има 400 илјади. Значи, сега имаме, всушност сега, имаме ние експлозија во цел свет. Во најголем број од државите е дуплирана бројката за 4 месеци во однос на претходните 2 години. Да, меѓутоа војната сега смртноста во покрива, Словенија е, не знам, на 400 илјади, они имаат околу 1200 умрени, што е околу 0,2% и тоа е на некој начин поднослив. Професоре, еве, накратко, вие сте заедно со претседателот на ВМРО ДПМН наречен некрофил, кој што сакал да профитира на здравјето на граѓаните, на штета на здравјето на граѓаните. Околу маските малку подоцна ќе спомнеме, меѓутоа околу другото, околу СУМ-1, вие бевте против за непринципиелно давање, ако разбирам добро. Знаете што, значи јасни се критериумите и и од денешен аспект
и застрашувачки, и заплашувачки, и не знам како да кажам, се вакви пресконференции кои ги прави владеачка партија, која всушност сега да речеме, не знам што е по професија господинот Костадинов, поранешниот портпарол, меѓутоа он кажува да што треба или спротивно на ова, значи ако матичните доктори не даваат сумамет, ќе се замерат со власта. Значи што може би за тоа беше толку давање. Значи уопшто не треба за ова да зборуваме колкава штета се направи и по однос на смртност и по однос на резистенција давање на сумамет и панцев кој до крај го даваат и се уште го даваат нашите лекари, најасно нели се работи за коронавирус, се работи за вирус, антибиотик делува на бактерија. Значи тука меѓутоа извинете, овде сепак сум испровоциран, значи една од причините, не знам зошто, 4 пресконференции на тема Вело Марковски беа. Значи тој притисок. Верувајте, јас со сето знаење што ги имав, со сето претходно искуство, со сето учество нели во предавање, испитување, повторно се повторува материјата, дневно по 10 сати, најмалку 10 сати работев сам, направив доктрина за лекување. Таа доктрина ми ја побара најмалку 10 до 15 светски списанија да објавам и кај нив. Значи, оставив силен белег во светот на науката и наместо државата, нели бев спомнуван во парламенти на соседните држави, бев анализиран во телевизии и државата побрза да ме прикаже како криминалец. Што доби државата со тоа? Со тоа не знам. Мислам дека тоа направи штета и веројатно 1% на смртност има поради тоа. Повторно ќе речам, значи цело време се трудев да дадам разумни правовремени совети. Во еден момент дека вие сте го упропастувале свесно здравствениот систем во Македонија. Да, јас ако здравствениот систем дојде до да имаме 16.000 прекумерни случаи, да имаме 9.200 сега умрени од ковид, да, јас се борев да не биде така. И ако тој систем требаше на мускули да се држи, со хирурзи, со што ти ја знам, тогаш да се борев против тој систем, не како партиски човек, туку како интелектуалец и како лекар. И сум се борел и кога беше пандемијата со свинскиот грип, исто така останав 3 години без работа, нели, во 2009 година, и така имав 7 опомени отказ затоа што исто ги застапував ставовите на науката и значи ние стратешки ги рипнавме матичните доктори. Се сеќавате ли на девизата да ги заштедиме матичните доктори, ке ни требаат да не идат на доктор? Основната грешка. Па по телефон се зборуваше со телефон, бидејќи било која епидемија. Ние сме имале во 6 недели 100.000 луѓе од грип заболени и немало вакви проблеми. Значи големиот проблем е што матичните доктори на некој начин не се обезбедија, не се опремија и од друга страна не ги гледаа пациентите и втората голема грешка, стратешка, политичка е ковид центрите. Значи имаше капацитет клиниката да овие 300.000 луѓе во 2 години, значи ако споделиме критични така натаму колку хоспитализации, инфективните оделенија требаше да ги водат, евентуално ако многу малку стана. Тоа се двете големи стратешки грешки. Професоре, велам заради војната во Украина, веројатно и од други причини, пандемијата иако е тука, присутна, самиот рековте пред малку дека таа дури има и поголеми бројки од порано, е тргната настрана, барем во медиумите, и сега се случува ситуација во која што смртноста и натаму е голема. Да, значи, веројатно најдобро ќе беше за светот и за сите нас да беше како што е сега, нели, да не е префорсирано во значи информациите да не идат по 15-20 минути во вестите беа само за ковид. Значи една паника, целата таа состојба. Делот од луките кои ги носеа и министрите и политичарите беа поради притисокот на јавноста. Сакале не ќе значи. Сакале не ќе, ако вие пуштите 10 медиуми и 10 минути го зборат истото, треба да бидете навистина многу храбри да донесете спротивна одлука. Целата таа паника ни направи многу голема штета. Значи стресот кај луѓето, долгото затварање, носењето на маски. Гледате сега почна да излегуваат студии за прекумерната смртност. Што значи прекумерна смртност? Значи се анализира период и се очекува нели во следните години колку
ке умрат луѓе, да речеме во Македонија, јас анализирав според податоците од Државен завод за статистика од 2010 до 2020 имаме секогаш умрено помеѓу 19.500 и 20.000. Тоа е стандард се очекува, да, се очекуваше 2020 да умрат 20.000 луѓе. Меѓутоа 2020 нас ни умреа 25.000 луѓе, од кои 2.000 беа, 2.500 мислам дека беа од ковид, а уште 2.500 умреа од други причини. Дали затоа што најверојатно еден голем дел од малигни заболувања, најголемиот процент е кардиоваскуларни заболувања и малигни заболувања, од тој процент продолжува истиот однос е, значи овие оделенија кои се направија ковид центри прекинаа да си ја вршат својата работа. Тоа се чекаше со месеци за интервентна кардиологија, неврологија и така натаму, значи сето тоа однесе. За да следната 21 година имаме 8.800 прекумерна смртност. Значи ние имаме околу 5.000 умрени од ковид или кумулативно околу 7.000 и нешто до пред некој ден. Ако го нема во медиумите, во оној степен во кој што го имаше, како да не постои. Луѓето се однесуваат па и кај нас да бидеме реални како да го нема. Се укинаа сите мерки во сите држави. Ние со многу малце, со неколку илјади прогласивме пандемија, што е нонсенс, што е, нели, светска здравствена прогласи пандемија, што не ги исполнува условите ни за регионална епидемија. Да. И сега тоа е веројатно прашање на кое што ќе мора некогаш да се даде одговор. Па, да веројатно ќе се даде, а можеби нема да се даде, не знам дали ќе се вниманието ќе се задржи, меѓутоа ако не учиме, значи ако научевме од појавата на SARS, на MERS, ако извлечевме поуки од 2009 од свинскиот грип, каде што имаш исто така многу нејасни работи кои не одеа настрана од науката, значи потоа ги коригира и номенклатурата на вирусот и така натаму, меѓутоа ние некако им преќутевме на тие што направија грешка, ние не ги казнивме тогаш. Експертите што ги користеше СЗО, самата СЗО, нели, директорката беше избрана, мислам че им беше на уште еден мандат и беше даден, значи уместо да одговараат за тоа што они сгрешиле, направиле лоша проценка, бидејќи таа пандемија има помалку смртност од грип во однос на сите претходни епидемии и после тоа епидемиите. А беше прогласена пандемија. Сакам да речам, ако тогаш реагиравме, светот реагираше, нели, да побараше отчет, веројатно можеби сега ќе поминавме многу подобро. Вие велите тогаш дека организмот не реагира. Стоите и понатаму на тоа. Да. Значи, парадоксално, кога имаме параметри во крвта на инфламација, значи високо CRP над 100, над 200 единици, всушност кај најголемиот процент од овие искуства што ги имаме веќе реални, се покажа дека навистина е така, дека кај голем процент од овие пациенти нема борба на имунитетот, односно некаде меѓу 8 и 10 ден најголемиот дел од пациентите направија бактериска, секундарна бактериска пневмонија и поради најголемиот број на умрени ни се поради тие пневмонии. Меѓутоа, во целиот овој процес останува навистина се уште нејасно зошто организмот во една фаза на една ваква инфекција останува со ниски леукоцити, останува со ниски лимфоцити и всушност навистина нема борба. Од друга страна поминаа веќе 2 години и во науката не се знае скоро ништо, нема ништо ново, што е многу чудно, бидејќи да се подсетим 1981 година ни се појави ХИВ инфекцијата. Самиот вирус е откриен 2 години покасно. Меѓутоа, веднаш за месец-два веќе се најде епидемиолошко поврзување, кои се тие категории на луѓе, зошто се најде дека се работи за хомосексуалци, понатоа се најде причината за смрт. Беше пневмонија со пневмоцистис карини, капошиев сарком, значи опортуни инфекции. Се најде дека во крвта има намалување на CD4 Т лимфоцити испод 200 на микролитар. Значи веќе многу параметри веќе знаевме, го крстивме како сидан или на синдром на имунодефициенција, иако вирусот го немавме. Сега генерално, значи викаме дека знаеме кој е вирусот, ги знаеме мутациите, меѓутоа нема ништо во патогенезата, нема ништо во имунологијата, нема ништо ново во епидемиологијата. Како е возможно тоа?
Па мислам дека науката е оставена по страна. Инаку ако се ангажираше науката, сигурно дека ќе најдеше зошто. Барем дел од овие. Од друга страна ние гледаме невидено многу голем број на мутации. Значи преку 30 мутации има во овие 2 години, од кои 4 се големи. Од сите 4 одат скоро со различна клиничка слика. Значи за Делта, Омикрон и така натаму. Така, значи 2 големи мутации во година, што е исто така многу чудно, бидејќи да речеме кај пандемиите на грипот, таа голема мутација шиф, таа трае цело време 3 години, значи тоа е веќе многу вирулентен овај поттип кој ги стиснува другите. Исто така кога имаме епидемии, значи во тек на една епидемија, во тек на една година, и мутации има и кај грипот. Меѓутоа еден е повирулентен и ги стиснува другите. Тука имаме нејасно многу мутации, пак ќе речем, значи немаме скоро ништо ново од страна на епидемиологијата, немаме јасна патогенеза што мораше да се открие. Немаме јасно зошто ни се прават овие пневмонии, зошто имаме високи дедимери, зошто имаме шантови, алвеокапиларни шантови во белите дробови кои во почетокот дел од нив ни изгледа дека се пневмонии, всушност имаме многу проблеми во циркулацијата. Да.